Навистина ќе направам се што треба. Не ми е важно. Ќе служам, ќе чистам, се ќе биде во ред. Добро, Несрин, јас ќе се погрижам. Многу ти благодарам, навистина. Сега морам да влезам внатре. Чичко Керим ме чека. Во ред. Оваа девојка сигурно чувствува нешто кон Али. Добро утро. Добро утро. Зошто дојде толку рано? Дојдов да зборувам со татко ти. Тука ли го бараш татко ми? Не верен, разговарав со Несрин. Видов како се гушкавте и разговаравте. Зарем гушкавте? Девојката плачеше, А ти Берен. не ја тешеше така? Добро, каков човек си ти, Берен? Ти не знаеш ни да молчиш. Што зборуваш бе ти? Флиртуваш со вработените во оваа куќа? Нели знаеш дека татко ми нема да го сака тоа? Флиртувам јас. Девојката плачеше поради тоа што се случуваше дома, Берен. Почна да зборуваш глупости. Се извинуваше што не виде во кафулето, а јас си помогнав. Ете толку беше. Што сме и направиле ние? Кажуваш што сме направиле? Очигледно си се разбудила на погрешна страна, Берен. Ти што зборуваш бе? Не можеш да ми кажеш нешто и потоа да избегаш. Мајка ми не сакаше да биде тука, но татко ми рече да ја купи куќата и да им даде плата. Никој не е неблагодарен. Али, Чичко Хикмет умре поради лојалноста кон татко ми. Но моето семејство не е толку неблагодарно, дали ме разбра? Што се случува? Гласовите внатре ви се слушаат. Не е вашиот глас туба, гласот на Берен. Постојано вика и не може да го контролира бесот. Секако дека викам, секогаш се однесуваат како да се малтретира Несрин во оваа куќа туба. Пак ли проблеми со таа Несрин? Извинете, дами, јас не сакам да се мешам во женски кавги. Чичко ми ме чека. Но што зборува? И тој мисли дека ја малтретираме Несрин? Оваа девојка постојано не влече за нос. Не знам туба. Кога дојдов Несрин плачеше, а Али ја гушкаше и ја тешеше. Ке полудам, ме разбираш ли? Ке полудам туба. Добро, смири се. Добро утро, Чичко. Добро утро, Али. Ајде кај мене во работната соба. Појадуваш ли ти? Не, не сакам, но за кафе не би рекол не. Во ред, ќе им кажеме ќе ти донесат. Мамо, сега да знаеш, јас излегувам. Керко, изеди си го појадок од ред да одиш. Не е добро ми е вака, не сум толку гладна. И не можам веќе да ги слушам, Мерием била болна, нешто и се случило на мајката на Ипек. Ке се задржам надвор додека не се сретнам со Зенеп. Имаш пари? Имам. Добро, ама со што ти ја повреди твојата чест? Оставате, госпоѓа Селда. Заборавајте. Ама не може така. Јас знам колку силна жена си, ти не го губиш трпението толку лесно и не излегуваш од контрола, затоа кажи ми. Ке ти кажам. Само ако видиш дека нема да му кажеш на господинот Керим. Ако дознае, нема да можам да го гледам во очи. Добро, ветувам. Вчера Несрин побара дозвола од мене. Јас си реков да побара од госпоѓа Селда. Сега ќе ми речете дека јас сум виновна за ова, зашто ја испратив кај вас. Но бидејќи се уморив од тоа што постојано бара дозвола, мислев дека ако ја испратам, нема да дојде повеќе. И така ќе го прекинам проблемот со дозволите, знаете. Јас многу добро знам дека таа немаше намера да работи. Но одеднаш полуде. Почна да вика. Изговори навреди што не се прифатливи. Рече дека немам семејство и дом, дека сум љубоморна. Дури рече дека... Дури рече... Да, дури и... Што дури? Дури рече дека јас сум заљубена во господинот Керим и дека тоа било причината зашто сум овде во оваа куќа. Аман, господе, колку голема безобразност. Тие зборови толку ме повредија, што заборавив дека го држам ножот. Оваа девојка претерува. Ми ветивте, госпоѓо Селда. Јас повеќе не ја сакам во оваа куќа оваа девојка. Ако господинот Керим ги слушна овие работи, ќе се срамам многу и нема да можам повеќе да го гледам во очи. Девојкава е спремна на се, навистина без срам прави се. Јас не мислам дека ќе остане долго тука, госпоѓа Селда. Незиниот карактер не е погоден за ова.
Ке видите наскоро сама ке замине, да не бидеме ние причината. Но таа треба да си замине пред да повреди некого уште повеќе. Можеме да го постигнеме тоа со тоа што ќе ја даваме непријатни задачи. Денес не ја давам дозвола, иако ја натираме да работи без одмор, можеби сама ќе си замине. Јас излегувам. Кажи и на мајка ми. Ај, драга моја, види, извини многу. Брзо, дојди. Безобразна. Каде е Несрин? Излеза. Значи веднаш избега. Дали сите појадуваа? Појадуваат во градината. Само господинот Керим е во работната соба. Здраво. Здраво. Пред малку работеше на една од колите во гаражата. Никогаш не сум ја видела, нова ли е? Да, нова е. Господинот Керим му ја купи на синен. Не може. Не знаев за роден денот. Роден денот помина. Кога почина Чичко Хикмет, го одложи. Разбирам. Ке се видиме како и да е. Дали појадувавте? Ние појадувавме. Каде беше ти? Бев со Меријам, душо. Како ја раката? Рака ти е во ред, но психичката состојба не е добра. Зошто? Остави. Каде е таткови? Дојде бато Али, се затворија во работната соба. Мамо, добро ли си? Јас сум добра, но мислам на Несрин. Што ти направи? Како тоа што ми направи? Дали утрово направило и нешто друго некому? Му плачеше на Али, како не може да работи во оваа куќа и бара работа на друго место. Девојкава е навистина разгалена. Да ја соберам масата, господја Селда. Не се уште, Фатма. Можеби Керим и Али ќе појадуваат. Во ред. Фатма, кажи на кирка ти дека сакам да разговарам со неа. И те молам да не ги вознемирува гостите и нека не им бара работа. Таа нема да направи такво нешто, господја Селда. Не зборувај во име на кирка ти, Фатма. Уште утрово го вознемири Али. Додека е тука, нема да ја дозволам да работи на друго место. Исто така дојдовте затоа што многу ја малтретира, ама изгледа дека Несрин го заборави малтретирањето. Таа не е свесна за тоа, господја Селда. Ако беше свесна, дали би барала работа надвор? Па ако има храброст да работи надвор, тогаш може да останете на друго место. Кога не се плаши од брати, и ние ќе бараме куќа некаде. Господја Селда, таа се навикна на удобноста тука и неколку дена и одеднаш го заборави, брати. Ве молам, простете и на незината незрелост. Не мислам дека постапува незрело, таа се мери и пресметува пред да постапи. Може би ја зборува вистината. Добро, Чичко, немам намера да се откажам од оваа работа. И јас веќе се уморив да ти кажувам да се откажеш од оваа работа, Али. Добро, продолжи да истражуваш со пензионираниот полицаец, но не очекувај од мене да седам настрана, Чичко. Ти си најупорниот човек што го имам видено во животот. Не за се. Понекогаш се откажувам од нешто што многу го сакам без да вложам никаков напор. Види го ти. Например? Остави, само така зборувам. Знај дека кога и да посакаш, јас сум тука за тебе. Во ред ли е? Никогаш не заборавај. Знам, Чичко. Ајде, одиме да јадеме нешто веќе, а? Ајде. Господја Селда праша дали ќе се симнете на појадок.
Еве сме, черко, доаѓаме во ред. Иако веќе е пладне, нели? Не знам каков поедок е ова. Стравот никако не ми помага. Ќе одам да разговарам. Боже, Боже. Зошто сите работи ми одат наопаку? Јас никому не штетам. Само сакам нешто да заработам. Сигурно Акиф е крив за сето ова. Нели ти е срам, бе, Джем? Зошто бегаш од мене? Бато, сега идам кај тебе. Полицијата ја одзеде колата, плюс ми напише и казна. И што ќе правам јас сега? Јас ќе ја платам казната. А колата? Што ќе правиме сега? Години наназад работам ова, ниеден пат не ми ја зеле. Јас не реков да зборуваш со сите што се качуваат и да ги прашуваш. Бато, прашав јас. И своето име им го кажав. Сите што се возеа се твои клиенти. Јас мислев дека тие знаат што прават, па не реков ништо. Извади ми ја колата. Еден пријател, па татко му е полицаец и од него ќе побарам помош. Слушај, таа кола ми е единствениот извор на пари. Плюс жена ми е болна. Со таа кола ја носам на лекар. Бато, јас ќе направам се што можам. Не прави се што можеш, Джем. Не прави се што можеш. Врати ја само мојата кола. Уф. Што ќе возам во тие камиони, бе? Што ти интересира што ќе возиш? Работи си работата и земи ги парите. Не може така. Не влегувам во работите што ќе ме довлечкаат во неволја. Ако е дрога, такво нешто апсолутно не доаѓа. Не зборувај глупости, каква врска имаме ние со дрога? Шверцување, бе. Шверцување. Цигари или... Цигари, луѓе, гориво. Како што гледаш, нема за што да се грижиш. Ќе ставиш бегалци во камион, ќе ги однесеш на некое место надвор од Истанбул, ќе им кажеш дека тоа е Европа, ќе се вратиш. Кој што може да ти направи? Така велиш, а? Толку лесни се овие работи. Секако. Ќе ги однесеш на одредено место со стара кола и ќе ги оставиш. Пред да сватат што се случува, ти ќе скокнеш во колата што те чека и тогаш ќе се вратиш назад. Тие ќе мислат дека сте на европска почва и готово, завршено. А добро, а газда кој е? Тоа не го знаеме ни ние. Гласникот нас ни носи пораки, ние си ја работиме работата и си ги зимаме парите. Машинава е фантастична, тато. Направа, така ја опишуваш колата, синен. Кога Туба и јас имавме 18 години, не ни купија толку голем подарок, но добра. Ти си среќен, синан. Знаеш дека јас никогаш не правам разлика меѓу моите деца, нели, черко? Што правите? Само што ќе кажев уште Хандан не достига и еве. Хандан, само ти не ја виде колата, погледни ја, ти се допаѓа ли? Фантастична е. Синан, имаш среќа. Керко, што се случува таму? Роденденски поклон за господинот Синан. Леле, колку убаво кој знае колку чини. А, каква среќа. Среќно семејство се овие. Ај, каква девојка.
Тето Меријам, зошто не ми кажа на мене? Драга, не е до толку да не можем еден чај да си направам. Сепак тоа е една мала рана. Не зборувај така, тето Меријам. Ако беше толку беззначајно, немаше да ти стават конци. И појадокот конечно заврши. Масата не успеавме да ја собереме. Несрин замина. Замина. Колата е многу убава. Кој знае колку пари чини, господјо Меријам? Патем, господинот Керим купи кола за роденденот на господин Синан. Бидејќи не се изненадивте, значи дека вие сте навикнати на вакви ситуации. Јас не се мешам во парите на ова семејство. И што си купуваат еден на друг не е моја работа, господја Фатма. Извинете, господјо Меријам, ние не сме навикнати на вакви работи, па кога човек ќе види, се изненадува. Тето Меријам, ќе влезам внатре да средам, да завршам со прашината. Во ред, Ипек. Господјо Меријам, многу ви благодарам што не кажавте за кавгата помеѓу мене и Несрин вчера. Знаете дека господја Селда воопшто не ја сака Несрин. Ако го слушна ова, навистина ќе се случи катастрофа. Исто така, зборовите кои ми ги рековте вчера многу ме повредија. Кои зборови? Рековте дека подобро е човек да нема дете отколку да има вакво дете. Дали е лага? По се што ми рече твојата керка вчера, ти на ова се навредуваш, Фатма, на ова, навистина. Она што вчера ми го рече Несрин не е нешто што може да се прости. И еве сега уште еднаш кажувам, Господ ни на мојот најголем непријател да ни даде такво дете. Ама господја Меријам, сите вие се обединивте против мојата керка. Во населбата каде што се роди и порасна, никогаш никого не повреди. Не знам зошто, од кога дојде тука стана ваква. Да не продолжуваме повеќе, имаме многу работа. Нели треба да се подготват ручекот и вечерата? Денес нема да дојдеш во компанија? Ќе дојдам, али ама малку подоцна. Имам состанок со рекламните агенции. Добро, тогаш ќе се видиме таму, чичко. Во ред. Али, што разговаравте со Несрин во градината денес? Изгледа дека претходниот ден зборуваше за Берен и мене дома, чичко, па затоа. Сакав да зборувам зошто направила такво нешто. Ама... Што, кажи? Не знам дали треба да ти кажам или не. Али, Несрин е под моја одговорност. Ако има нешто што треба да знам, ќе ми кажеш, се разбира. Изгледа не е задоволна од работата тука. Ми рече дека бара работа. Многу беше тажна и плачеше и не издржав и реков ќе ти помогнам. Несрин не може да работи на друго место, али? Зошто? Каква разлика прави дали работи тука или не? Знаеш дека пред да умре, Хикмет ми ги довери жена му и ќерка му мене, така? Ако надвор случајно Джем и наштети на Несрин, тоа никогаш нема да можам да си го простам во животот, свесен си? Добро, но чичко, не можеш тука да ги држиш за секогаш. Така е, да. Па откако ќе се омажи, одговорноста преминува на сопругот. Ама за сега, единствен одговорен сум јас. Добро? Добро, чичко. Како сакаш. Ајде, се гледаме. Ќе се видиме. Што гледаш ти толку? Види го типот. Несрин, што има ново? Ништо. Што се случи? Изгледаш тажно.
Ништо не оди како што сакам јас. Се чувствувам ужасно. Чиј живот оди како што сакаме? Види ме мене, работам од утро до вечер, а немам ни 5 пари во джебот. Не прашувај. Плюс ти имаш психопат татко на твојата глава. Татко ми полуде. Мојата картичка е кај него, скршен динар не ми дава. И секој ден ми дава само пари за превоз. Не разбирам каква разлика има помеѓу нас и другите жени. Какви животи живеат луѓето? Ајде стани. Да одиме на некое убаво место, луксузно место. Ајде. Несрин, велам немам пари. Ке можеш да ја платиш сметката? Постојано истото го зборуваш. Ако немав пари, немаш да ти предложам такво нешто, Зејнеп. Добро, ама никогаш не се знае со тебе. Минатиот пат рече имаш лимит на картичката, убаво јадевме и пиевме, а потоа не можевме да платиме, се сеќаваш? И што се случи потоа? Дали не пикнаа во затвор? Не. Ги оставивме документите за 2 дена, отидовме и плативме. Види ја оваа работа. Види ја оваа работа. Ако некој не праша кој е најубавиот момент кај нас, ќе почнеме да раскажуваме како немавме пари, ги оставивме документите и потоа дори плативме. Толку се уморив од животот со сметање на пари, навистина се уморив. Да ти кажам нешто тебе. Ние воопшто не живееме живот. Ние се влечеме. Луѓето живеат животи што не можеш ни да замислиш ти. Синот на господинот Керим, помладиот, за роден ден му купија последен модел на спортска кола. Ќерките носат облека што вреди цело богатство. Сите си имаат своја кола. Несрин, зошто секогаш гледаш високо? Ах, не сакај ти. Немој да сакаш. Задоволи се со 2 куруша за превоз, тоа е подобро. Тоа е подобро. Заради тоа Ланче на врата од Джунет влезе во затвор. Ги земавте парите на Акев, а на Джему се случи се и се што. Дали е ова подобро, кажи ми? Не можеш да се збогатиш со тоа што ќе се фатиш за туѓиот имот. Знаеш што? Токму така ќе направам. Ќе земам нешто што му припаѓа на друг и така ќе стигнам до врвот. Што зборуваш ти? Ќе го освојам Керим. Твојот газда? Да. Мерием? Со помин нека ти е. Ви благодарам, господине Керим. И овие деновите молам ништо не прави, Мерием. Ако треба ќе доведеме готвач од надвор во ред, немој, одмарај. Ви благодарам. Не треба да носиме никого, Керем. Емине помага, а и повремено и јас ке си готвам. Патем, тоа што го направивте утрово беше фантастично, госпоѓо Селда. Да ви се позлатат рацете. На здравје нека ви е. Нема да стигнам на вечера, да знаеш, Селда. Деловна вечера или со некои пријатели? А сега ќе се обидуваш да дознаеш дали ќе јадам со собственичката на ланчето, ако добро разбрав, а? Не, душо, само сум љубоупитна. Разбирам. Ти се уште мислиш дека ланчето не е и припаѓа на Несрин, нели? Така ли? Добро. Нека биде така. Боже, се надевам дека грешам. Ако ми изневерува, нема да можам да го издржам тоа. Се прашувам во какви услови и каде живее мојата Ипек. Еј, здраво. Сакав да ти дадам книги, ама никако не најдов прилика. Добро, и јас не бев тука секако. Добро, сега кога си тука, дојди да земеш што сакаш. Сега не можам, имам малку работа. Земи, па потоа продолжи со работата, не е проблем. Ела да видиш, дојди, тука има. Сите прашања и одговори од претходните испити се тука. Не се срами. Можеш да земеш што сакаш. Ова е доволно. Добро, подоцна пак можеш да дојдеш да земеш. Ви благодарам. Ипек? Поради состојбата на раката на господја Мерием, заедно да го средиме ова сега. Добро. Кога ќе ја средувате собата, ве молам не ги поместувајте нештата. Се разбира. Можеш да дојдеш и кога нема да бидам да земеш која книга ја сакаш. Во ред.
Гледам дека ти многу се сближи со синот на газдата, видеа ти. Дали за мањето книги за учење е сближување? Тогаш, што да речеме за твојата ќерка? Го заборави скапото ланче во колата на газдата. Што сакаш да кажеш? Каже сближување, па ти давам пример како изгледа вистинско сближување. Патем, ти и ќерка ти не се обидувајте да се расправате со мене. Последиците ќе бидат опасни. Оди си по своја работа, што имаме ние со тебе? Значи под таа маска се криело лице без срам, срам да се немало. Тоа што јас молчам не значи дека сум глупава, господја Фатма. Многу добро знам какви работи правите ти и ќерка ти, многу. Кога ме виде тука, почна да зборуваш, нели? Но јас не дозволувам да ми зборуваат. И покрај тоа погледнете се вие себе си дали се срамите. Ај, господи, гледај с каква работа. Никој не ја гледа ова, сите Несрин ја гледаат. Зошто? Несрин не е лукава како ова. Мирием, зошто со таа рака работиш? Не сум во толку лоша состојба да не можам да служам, господја Селда. Кафето го направи Емине. Ако Емине го подготвила, требаш и таа да го послужи. Тебе никако не може да те се допадне Емина. Не, Селда, не е како што мислиш. Не паѓај на нејзиниот невин изглед воопшто. Сами ќе си зимаме, Мирием. Многу ти благодарам што ја испрати Емине да ни помогне. Нема на што, како да работи па во мојата куќа. Оваа жена си ја исекла раката на парчиња, целата рака ја завиткана. Така е, и јас многу се натажив. Несрин ја довела до тоа што... Тогаш не е обична несреќа. Не. Оваа Несрин мора да се замине од овде. Што направи, можеше да разговараш со брати? Не се сретнав, 2 пати бев, но не беше дома, го оставив мој телефонски број на врата. Сега заради покојниот Хикмет, Керим нема да ја испрати. Ние мора нешто да направиме, Хандан. Раскажи ми за работата со Мерием. Што направи пак таа девојка? Вети дека нема да кажеш на никому, те молам. Ветувам. Здраво. Здраво. Може да влезам? Имам многу работа, Шуле, немам време. Нема да ти одземам многу време, те молам. Знам дека не сакаш да разговараш со мене заради тоа од претходниот ден, ама многу ми е жал, верувај ми на вистина. Те молам, седни. Собата излезе многу убава. Благодарам. Навистина, многу се извинувам, Беран. Тој ден кога ве видов како се држите за раце, не можев да се контролирам. Потоа, кога Али објасни, многу зажалив. Да ја затвориме оваа тема, веќе нема смисла да ја продолжуваме. И јас сум тука да ја затворам темата и да ги поправам работите. Кога Али ми рече дека сте брат и сестри, дека помеѓу вас не може да има нешто, сватив дека треба да дојдам и да те се извинам. Извинувањето е прифатено, да ја затвориме темата веќе. Некој што Али нарекува сестра, секогаш ќе биде во нашиот живот. Не би било убаво да има омраза помеѓу нас, нели? Ве молам дајте и чај на госпоѓа Шуле, јас ќе земам подоцна. Не, јас подоцна. Те молам. Несрин, не зборувај глупости. Што би имала со човек на возраст на татко ти? Па размисли така откако ќе ми дадеш што сакам, каква важност има возраста? Види, веќе неколку дена сум во таа куќа. Ги наблюдувам сите, ги проучувам. Човекот е многу несреќен. Порано или подоцна ќе се разведат. Наместо некој друг да ги земе тие пари, јас ќе ги земам. Несрин, дали човекот ќе гледа во слугинка од својата куќа? Тој е многу богат. Зарем не мислиш ќе најде некој од својот круг? Ако сакам, ќе ме гледа како мет. Знам дека ќе биде тешко, ама само треба да бидам паметна.
Ти дали мислиш да го уништиш човекот само затоа што е несреќен во бракот? Не зборувай глупости, дојди при себе. Што ти се случува? Ти не знаеш жените во таа куќа што ми правеа мене. Ме обвинија за кражба, ме клеветеа, ме предадоа на полицијата. Мене и мајка ми не стераа од куќата. Од утро до вечер чекавме на тротоарот да дојде господин Керим. Сакавме да се вратиме во неселбата, ама не можевме да одиме ни таму поради стравот од Джеми Јакив. Сега разбира зашто сум толку амбициозна против нив. Патем оној Али што работи со господинот Керим, знаеш? Оне што го видовме во кафулето? Да. Разговарав со него. Му реков дека многу лошо ми се однесуваат дома и дека сакам да работам надвор. Замисли, ако разговара со Керим и ми среди работа во компанијата, ќе можам повеќе да го гледам Керим. Ќе можам да се качувам во неговата кола како што сакам. А ако ти среди работа на друго место? Не, мислам нема. Благодарение на Али ќе да узнае дека сите дома се однесуваат лошо со мене. Ти правиш вакви планови со ништа несрен, но се надевам дека нема да направиш глупост. Или можеби ќе ви испратат во друга куќа за да имаат мир. Добро. Јас во секој случај ќе најдам добар излез за себе. Не грижи се ти. Не грижи се, ќе направам се што можам. Сега ако му е запленат колата на овој човек за 6 месеци, тој ќе пропадне. И тој работи како диво такси, а? Не, какво диво такси. Ова е целосно моја грешка. Реков имам работа, може ли колата за 2 дена и потоа ја користев само јас. Ќе се обидам на некој начин да го решам ова, но за казната не можам да кажам ништо. Не, тоа како и да е. Парите јас ќе ги платам, тоа е мојот долг. Не можам веќе да сум должен. Слушај, пријателе. Многу ми е тешко. Не можам ни дома да одам. Ако ја спасиш оваа кола, и мојот живот ти ќе го спасиш. Види, Джем, не ветувам, ама ќе се обидам да го решам ово. Добро, пријателе, фала ти благодарам. Ајде. Не знаев дека сте тука. Јас дојдов со господја Хандан. А и пек те молам стави еден чај ако сакаш. Секако. Ама стај си за тебе, Душо, и ние си имаме право на пауза. Ипек, не се тука несрени мајка? Мајка е чисти, несрена слободна. Добро што не е добра, леле. Погледите на таа девојка многу ме вознемируваат. Кога дојдоа за прв пат јас бев таму, веројатно затоа не ме сака. И верувам затоа е таква. Да си жива и здрава. Како е мајка ти? Добро. Не доаѓа често во последно време. Вчера бев покрај неа. Беше малку нерасположена, но сега добро Ајде, е. Душо, важно да е добро. Дали очувате со неа? Не, сама е дома. Ај, но тоа е тешко ако нема кој да се грижи за неа. Среќа што соседите се грижат. Ајша е добра жена. Сигурно сум соседите ја сакаат многу. Да, мајка ми е мирна жена која никому не штети. Знам и пек, Душо. Таа сама работеше и се мачеше толку години без маж. Ако мајка ми беше несреќна жена, немаше сама да може да израсне дете. Купи куќа и не беше зависна од никого толку години. Тоа не е несреќна жена, не ли? А и точно зборуваш. Јас само така реков, несреќна жена. Всушност Ајша е многу способна. Види, јас работа ми се мачам толку години и ниту 2 пари цело ова време не собрав, Душо моја, верувај ми. Јас сум горда на мајка ми. Е, да, способна е, треба да ја слушаш ти. И пек. Знаеш ли зошто умре татко ти? Не знаеш ти? Во сообраќајна несреќа. Ај, Господ нека го прости. Каде? Гробот мој во Истанбул?
сум уморна. Ај, може би ќе испијам чај, ќе ми помогне. Написе. Ај, добро што дојде и мине. По толку работа немав сила да готвам. Господја Фатма, додека не бевте тука, господја Меријем сама ја водеше куќата наоколу. Само некој друг доаѓаше да чисти стакла. Другото сама. Што да правам? Господ да ни помогне. Живеев во двособен стан. Не сум навикната да чистам во волку големи куќи, како? Дали куќата е твоја, господја Фатма? Да, тоа е единственото нешто што ми остана од Хикмет. Шш. Го фатив тоа во собата на господинот Синан. Што? Што фати како? Како? Го фатив, така да се каже. Но беше во неговата соба. Сега што и да прават? Ало, Ипек. Мамо, како си? Добро сум, благодарам, Керко. Во куќата немаше што да јадам, па излегов малку. Излезена си? Зошто излегуваш така, мамо? Ако паднеш и се онесвестиш, кој ќе се грижи? Морам, Керко. Кој друг ќе се грижи? Што ако се сретнеш со Хазим? Господе Боже, не е наоколу. Ти сепак биди внимателна. Мамо, сакав нешто да те прашам. Прашај, Керко. Дали ја знаеш Емине, таа што ни помогна во оваа работа? Од каде ја знаеш? Ти реков, Керко, одамна, зошто прашуваш? Кога сме сами ми поставува многу прашања. Дури праша каде е гробот на татко ми. Ти не обрнувај внимание, душо. Не зборувај многу со неа, те молам, душо. Добро, но зошто да прашува за гробот на татко ми? Мислам дека има нешто друго. Како да се обидува да дознае нешто, мамо? Керко, така ти се чини, изгледа, ти реков јас. Ти немој да зборуваш многу со неа. А и што бара таа таму? Нели работи кај господја Хандан? Зошто таму дошла? Понекогаш доаѓа да помогне. Ти нема од што да се плашиш, Керко. Јас тебе ти кажав, не зборувај многу и не кажувај, душо. Мамо, сега морам да затворам, ќе се слушнеме подоцна. Добро, душо, добро. Дали ова Емине знае нешто, а? Леле, Господе Боже, ако Ипек слушне нешто, никогаш повеќе нема да ме погледне во очи. Најдобро е да дознае од мене. Шуле, знаеш дека ова е место тука де што работам. Не е во ред да доаѓаш толку често. Знаеш дека имам многу работа. Многу ми недостасува, Шали. И вчера не можевме ни збор да разменеме и ти ми избрка од дома. Не, Шуле, јас не те избркав. Вчера јас морав да излезам. И вечерва ќе ти се јавам. Ако ми се јавиш вечерва, ќе биде доцна за планирање. Ајде да разговараме сега. Те молам, Али, не ме одбивај. Добро, те молам, ајде. Ќе одиме вечерва да вечераме, во ред? Добро тогаш. Ако сакаш ќе јадеме дома. Јас ќе готвам, душо. Немој да се мачиш. Подобро е надвор да јадеме. Како сакаш, душо. Добро.
Зенеп, гледај. Ова момче е уште побогато од она што татко ми го кажа. Оваа компанија е многу присутна во медиумите. Постојано ги гледам рекламите на телевизија. Како и да е. Ќе одам да разговарам сега со Али, добро? Ти зборуваш утрева, ако сакаш почекај уште малку. Добро, добро. Барем ќе ја свати сериозноста на ситуацијава. Можеби ќе ти најде работа на друго место без да му каже на Керим. Тогаш ќе најдам изговор да не одам. Несрин, јас морам да одам сега. И веќе е доцна, знаеш. Добро, оди. Јас да видам што ќе направам, па ќе те барам на телефон. Во ред. Поздравија господјо Фатма од мене. Ќе пренесам. Зейнеп, почекај малку. Земи ги парите со себе. Не, Несрин, не земам. Знам дека и ти немаш пари. Не зборувај глупости, имам пари. Јас колку пати зедов пари од тебе, а не ти ги вратив никогаш. Земи ги, те молам, нека се со тебе. Ти благодарам многу. Ајде, оди. Татко ти да не прави проблеми. Добра, ајде, чао, чао. Здраво? Здраво. Ме позна? Јас сум девојката на Али. Ти беше Шуле, нели? А ти се викаш? Јас сум Несрин. Додека ја најдеш мајка му на Назим, дојде човек и ме најде мене. Како и да истражуваш, човекот беше пред вратата на компанијата. Добро. Добро, не мораш повеќе. Не се однесувај така глупаво, те молам. Берен, сакам да зборувам со тебе за утрово. Мислам дека погрешно го разбра разговорот со Несрин. Зошто е важно дали јас погрешно разбрав, Али? Девојката беше многу тажна, Берен, и јас се обидував да ја тешам. Зошто ми го кажуваш ова објаснување мене? Кажи ја на Шуле. Не ми е гајле што се гушкаш ти со некоја девојка. Ние и онака растевме како брат и сестра, нели? Затоа кажи и го тоа на твојата сакана девојка. Не можам да те разберам каква личност си ти. Кога и да се обидам да зборувам со тебе нормално, разговорот ни завршува глупаво. И без разлика што и да се случи, на крајот секогаш јас сум виновен. Затоа што ти си безобразен, Али. Многу, многу безобразен. Што правиш ти овде, Несрин? Сакав да го видам господинот Али. Зошто? Па јас барам работа и тој рече дека може да ми помогне. Дали ја напушти куќата на господинот Керим? Не, никако. Се уште сум таму со мајка ми. Само сакам да работам некаде надвор. По тоа што го видов онаано, ти верувам, душо. За една облека направија голема драма. Несреќен случај беше, не е важно. Така мислев и јас. Инаку Али е многу запатен, не ти препорачувам да одиш кај него. Јас не останав долго, само малку отидов кај Берен и се заминав. Не знаев дека зборуваш со господјата Берен. Зошто да не зборуваме? Бев во кафулет оној ден кога се држеа за раци и ги видов и... така. Изгледа ти премногу се шеташ, Несрин, навистина ова е премногу. Како што реков, барам работа и тој ден отидов на интервју за работа во кафулето. Добро, ако господинот Али е зафатен, јас ќе дојдам друг пат. Почекај малку. Дали им кажа нешто на семејството за она што го виде оној ден? Не знам, дали требаше да им кажам? Многу ме интересира како ќе реагира семејството. Ако сакате, можам да ви ги разјаснам вашите Тогаш да сомнења. седнеме некаде и да поразговараме. Па, сега некако многу е доцна веќе, би требало да си одам дома. Еве ти го мојот број. Сакам да разговарам со тебе. Зашто? Ке дојде време, ќе ти кажам. Секој разговор со мене ќе ти се врати како пари, да знаеш. Па, не знам баш, не знам. Ајде сега ти оди. Јави ми се кога ќе можеш, добра? Погледни ја жената што му се допаѓа на Али, глупава и мисли дека е паметна.
Зейнеп, многу ми е жал, извини. Лоша ми е состојбата. И ја извади флутината. Не сум изненадена, Джем. Ти секогаш наоѓаш некој на кој му предизвикуваш болка. Не е како што мислиш, Зейнеп. Многу е тешко. Што се случи пак? Полицијата му ја зеде колата на Хамди. И сега јас треба да ги платам сите казни. Дали си ти сериозен? Дивите таксисти ги врзуваат со месеци. Знам, се знам, јасно ми е. Човекот е во лоша состојба. Морам да го решам ова некако, Зейнеп. Акиф не ми дава да најдам работа. Во цело мало тој им забранува на сите. И што ќе правиш сега? Па... Само ти можеш да ми помогнеш, Зейнеп. Јас ли? Јас немам пари за превоз. Несрен ми даде нешто денес, ама... Што? Несрен ти даде пари? Повелете? Тебе која ти е целта, Емине, а? Која ти е целта? Зошто и поставуваш прашања на Ипек? Мислеше дека нема да те најдам, нели? Што сакаш од мене ти? Оди си, немам работа со тебе јас. Не, нема да те оставам така лесно. Твојот татко мене ми даде збор. А сега кога го нема, ти ќе го исполниш. Ти полудели, за кој збор зборуваш? Мојот татко не ти дал никаков збор. Види вам, ако не оди со бавина, Остави! ќе оди со сила. 2 години јас те чекам да кажеш да. Не можам повеќе да чекам. Ајде, не можам, доста е. Ајде, не викај. Влегувај тука, влегувај. Не викај, влегувај. Помош! 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 Остави ме! Проклет да си! Остави ме! Остави ме да си одам! Не викај, Сени, доста! Пушти ме надвор! Не викај! Не викај!